Mr. Mladic, can you hear me? Има 75 години и на изглед изнемоштен, поранешниот воен лидер на босанските срби Ратко Младич се соочи со 11 обвиненија, вклучувајќи геноцид, воени злосторства и злосторства против човештвото. Да слушам, не, то неću да слушам уопште. Од почетокот на судењето во 2012-та тој искажува негодување и тврди дека е невин. Ратко Младич беше командант на силите на босанските срби за време на војната во Босна, конфликт во кој беа убиени над 100.000 луѓе. Обвинителите на Меѓународниот суд за воени злосторства во поранешна Југославија докажуваа дека Младич раководел со немилосрдната кампања за етничко чистење на несрпското население од територијата на Босна. These undesired people on desired territory weren't going to disappear by magic. Во јули 1995 неговите трупи влегоа во Сребреница, која беше така наречена безбедна зона на Обединетите нации. Најнапред, луѓето на Младич им нудеа чоколади, а потоа тој ги убедуваше етничките муслими. Да напуште ову територију такође могу. Но само неколку часа подоцна силите на Младич екзекутираа илјадници муслимански мажи и момчиња, што беше најстрашното злосторство во Европа по Втората светска војна. Under the control of subordinate officers, the large-scale, well-organized operation that would murder over 7,000 men and boys within a few days. Доколку Младич и чувствувал некакво каење, тоа не го покажа на судењето. Напротив, во судницата дури и влезе во конфронтација со мајка на жртва од Сребреница. Казао да ќе нас клати. Меđutim, ja sam njemu iz publike rekla, bez obzira na sve, ti ipak sviraš klavir. Обвинителите го посочија Младич и за архитект на опсадата на Сараево. Траеше скоро 4 години, а околу 10.000 луѓе загинаа од гранатирања и снајпери. Mladic talks about personally sniping the people of Sarajevo as if it were a sport, a form of recreation. Младич ја почна кариерата како војник во југословенската армија, а кога почна распадот на Југославија, тој беше испратен да се бори против хрватските сепаратистички сили. Доби репутација на жесток офицер и беше промовиран во генерал. За време на војната во Босна во 1994 година, Младич им изјави на новинарите дека тој само ги брани србите. По 16 годишно бегство, Младич беше уапсен во 2011-та во северното српско село Лазарево. А за некои срби, се уште тој е воен херој. Били би роб njegov, ali bi ga sakrili i ne bi ga našli i uhapsili nikad. Во времето кога беше уапсен, Младич веќе беше со нарушено здравје. Неговиот тим бранители бараше одлагање на изрекувањето на пресудата, но тоа беше одбиено. Ratko Mladic is a person, not a superhuman being. Ratko Mladic is an accused who stands before you an innocent man. Во завршните зборови, обвинителите побараа казна до животен затвор за Младич, додавајќи дека се друго би било срамно. The time has come for General Mladic to be held accountable for those crimes against each of his victims and the communities he destroyed.